Агенцијата за млади и спорт или локалната самоуправа во Штип, градоначалникот Јорданов вели не е важно кој. Важно е дека до година штипјани ќе добијат затворен базен. Градбата е веќе започната, а како што посочи Јорданов денеска, има ветување од агенцијата дека на објектот ќе продолжи да се работи и ќе биде пуштен во функција наредната година. Но дециден е дека и ако не се случи тоа од страна на агенцијата, ќе го преземат тие како локална самоуправа и ќе го завршат најдоцна наредната година. Она кое што во минатото го истакнавме е дека без разлика каде е донесена, без разлика на одлуката каде ќе се изгради затворениот базен, со оглед на тоа што веќе градбата е започната, ние како локална самоуправа побаравме да се превземе надлежноста за до завршување на овој објект, така да во комуникација со Агенцијата за млади и спорт добивме уверување дека тие ќе продолжат со активности за довршување на изградбата на овој затворен базен и дека 2024 година практично ќе биде ставен во употреба, но доколку тие не го направат истото, дека ние ќе имаме обврска да ја превземеме изградбата и да ја довршиме. Така да верувам дека во 2024 година, освен признанието, во Штип ќе се изградат и ќе се дадат во можност за користење многу спортски објекти, сали кои што ќе допринесат за развој на спортот во нашиот град. Затворениот базен во Штип е проект на Агенцијата за млади и спорт, кој почна да се гради во 2020 година со вредност нешто повеќе од 38 милиони денари. Правичниот рок за реализација на овој проект беше 18 месеца, но заради оправдани причини истиот беше продолжен до крајот на 2022 година. Здравствената ковид криза, која го зафати и градежниот сектор, беше една од причините поради кои застана изградбата на базенот. Во јуни оваа година од општина Штип побараа сами да ја завршат изградбата на базенот.